Пропаста на Евростандард банка директно ги погоди лицата со посебни потреби. Веќе неколку дена нивните родители не можат да отворат нови банкарски сметки за паричната помош од државата која за нив е основен извор на приход и живот. Новонастанатата состојба ги води во екзистенцијален колапс, бидејќи и со овие пари тие тешко живеат. Пред малку ми се јави една моја сестра по Бобо и Мака, која што има дете со церебрална, погоремо од 26 години. И сега она што средува од државата, како посебен додаток, такви некои работи, тие ги зима преку Поштенска банка. Сега со затворањето на Евростандард банка, фактички се затвори и сметката која што имаше во Поштенска банка. Според Мијалков, причина за ова е новата процедура која треба да ја спроведат, а која за нив е не само долга, туку и неизвестна. Денес и било кажано дека треба да оди и да отвори сметка во некоја банка, за да може да се продолжи преку социјалното правото на детето за да зима посебен додаток. И она што го средува од државата. И што се случува? Ниедна банка не сакава да им отвори сметка. Зошто? Им рекре дека треба да се одземе деловната способност на детето. Може да се случи во догредно време овие деца да ги изгубат, значи да го изгубат правото, поради тоа што ќе немат сметки, нема да можат ни она што малкото што државата го определила за нив, ќе го изгубат. Сето ова родителите и старателите на овие лица ги втурна во нова и неизвестна ситуација која ги води на местото каде веќе еднаш беа и кога во нив беа очите на целата јавност. Ќе не гредат овие денови. Нашите водители од утре ќе одат по сите банки и во крајен случај ќе има нови шатори пред владата. Од друга страна, долгогодишни социјални работници за телевизија Стар велат дека проблемот е тука и е непријатен. Проблемот е актуелен и опфаќа голем број лица. Во прашање е административна процедура која веројатно ќе потрае извесен период, но друго решение, освен делумно или целосно одземање на деловната способност, нема. Од Центарот за социјални работи го потврдија проблемот, но според нив одземањето на деловната способност не е решение. Решението мора да се бара во самите политики на банките кои може да изнедат начин да им овозможат на родителите кои и се грижат за децата за да можат да располагаат со нивните банкарски сметки. Посегање по деловната способност не е ниту едноставен, ниту етички чин. Велат од Центарот за социјални работи Штип. Дали поправо за проблемот ќе се најде решение или ќе бидат поставени шаторите е нејасно, но трката за време започна.